студиото со вас, Маријан Ников. Пладневни вести ви благодарам за вниманието. По предлог на известувачот Томас Вајц, Комитетот за надворешни работи АЕФЕТ при Европскиот парламент денеска го одложи гласањето за усвојување на предлог извештајот за нашата држава за 24 јуни. Вајц во објаснувањето на предлогот потенцираше дека бил сведок на интензивни политички дискусии во врска со извештајот, но дека цврсто стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече, биле вклучени сите парламентарни групи во Европарламентот. Ова е извештај на Европскиот парламент и на Европската унија. Овој извештај нема намера и нема за цел решавање на билатералните прашања меѓу Бугарија и Македонија. Сепак знаеме дека се работи за билатерални односи, но исто така, да речеме, за владењето на правото, за третманот на малцинските заедници и така натаму. Затоа би сакал да побарам одлагање на гласањето по овој извештај за 24 јуни, рече Вајц. Тој директно му се обрати на бугарскиот европратеник Ивајло Валчев од партијата Има таков народ, која е член на ЕЦР, посочувајќи дека тој самиот најавил 3 лоби средби. Знам дека понекогаш сме многу преоптоварени со работа во нашите канцелари и сакам да ви дадам можност да ги ажурирате вашата лоби регистратори и да се навратиме на ова гласање на 24 јуни, додаде Вајц. Председавачот на АФЕТ, германскиот европратеник Дейвид Мекалистер, по ова изјави дека согласно практиката нема потреба за гласање по предлогот, бидејќи тој доаѓа од предлагачот на извештајот и само се констатира дека изјаснувањето по документот е одложено за 24 јуни. Собранието денеска богата активност, најавено е продолжение на 51-та седница, најавени беа и 4 комисии, но тоа не беше се, бидејќи имаше и пресконференции. Претедничката на ВМРО ДПМН Ели Панева одржа пресконференција на која појасни дека намалувањето на границата за репрезентативност на синдикатите нема за цел нивна меѓусебна конфронтација, туку да имаат еднаква можност за учество во економско-социјалниот совет. Во рамките на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика, веќе е разгледан предлог законот за изменување на законот за работни односи, со кој се предлага намалување на прагот на репрезентативност на синдикатите од 10 на 5%. Оваа измена има јасна цел да создаде поправедни и поинклузивни услови за синдикално здружување и представување во економско-социјалниот совет. Намалувањето на прагот ќе овозможи повеќе синдикати да добијат право на учество во економско-социјалниот совет, каде што се носат важни одлуки за работниците, работодавачите и за државата. На вчерашната средба со представници од КСС, КСОМ и УНАСМ слушнавме гласови на поддршка на оваа иницијатива. Нивните ставови беа јасни и оваа промена е потребна, праведна и доаѓа во вистински момент. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска денеска оствари средба со новоизбраниот гувернер на Народна банка Трајко Славевски. На средбата двајцата соговорници разменија мислења за тековните економски предизвици и изразија заложба за продолжување и понатамошно зајакнување на координацијата меѓу Министерството за финансии и Народната банка во насока на донесување политики што ќе бидат одржливи и во интерес на граѓаните и на стопанството. На средбата беше изразено заедничко верување дека тековната макроекономска стабилност е приоритет која што треба и понатаму да се одржува и унапредува преку добро усогласени координирани политики. Беше истакната и важноста на блиската соработка меѓу фискалната и монетарната власт за обезбедување предвидлива економска средина, како основен предуслов за побрз економски раст. Дополнително беше нагласено и значењето на координираниот пристап меѓу сите финансиски регулатори во земјата, за да се овозможи понатамошен развој на стабилен, конкурентен и инклузивен финансиски систем, кој ќе биде отпорен на надворешни шокови и на функција на долгорочен економски напредок. Министерката Димитриевска-Кочовска и гувернерот Славевски изразија подготвеност за континуирана институционална комуникација и соработка со цел ефикасно справување со тековните и идните економски предизвици, се вели во соопштението. Инаку во владата е најавен прес на Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, секако за текот на пресконференцијата, повеќе во вестите во 16 часот.
Добрите познавачи во земјоделството сметаат дека потребни се итни мерки и за прилагодување на производството, но и за едукација. Ова особено под влијание на климатските промени, екстремно високите температури и слабите врнежи, кои го намалуваат родот и според тоа се повеќе се намалуваат земјоделските приноси. Земјоделството се соочува со сериозни предизвици во последниве години. Македонија е зависна од увоз за покривање на потребите на својот пазар. Под влијание на климатските промени, се повеќе се намалуваат земјоделските приноси. Екстремно високите температури и слабите врнежи го намалуваат родот, а штети има и од поројните дождови, невремиња и поплави. Ние, како што напоменав, сме ориентирани како држава за производство пред се на земјоделски производи, но сите оние работи кои што се јавуваат како дефицит би требало да се ориентираме и да ги увеземе, но сепак тој сооднос на произведеното и увезеното е исклучителен важен, бидејќи на тој начин ние даваме поддршка на македонскиот земјоделец. Од година во година се намалува бројот на земјоделци. Во земјава има само околу 70.000. Многу малце млади влагаат во секторот, значи сега сме нашиот просечен земјоделец е постар од 60 години. Профитната маржа, како да кажем, или обезбедување на основна живеачка е дискутабилна. Голем процес на иселување. Добрите познавачи сметаат дека потребни ситни мерки за прилагодување на земјоделството, производство, но и за едукација. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во продолжение следуваат и